Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 25 февруари 2015 година. Вие сте заедно со вестите на телевизија КТВ. Обилните врнежи од минатата есен и во февруари предизвикаа големи оштетувања на речните корита во Тиквешијата. Во насока на заштита од поплави, водостопанство Тиквеш во изминатиот период спроведе повеќе активности за регулација на речните корита и чистење од наноси, вели директорот на водостопанство Тиквеш Љубе Димов. Водостопанство Тиквеш овој месец пристапи кон прочистување на тие речни корита и доваѓање на во правобитната состојба на самото речно корито. Така да со нашата механизација интервениравме во градското подрачје, поточно од мостот на улицата Видео Смилевски Бато, па се до Марена, каде што се изврши комплетно прочистување на речното корито од наталожениот материјал. Потоа се интервенираше исто на Луда Мара во делот на Сопот, каде што имавме и таму некои поголеми оштетувања. Моментално работиме на уредување на речното корито и заштита на железниот мост на реката Црна во Росуман. Таму имаме ангажирано 2 машини и камиони за да се изврши комплетно санирање на самиот одбранбен бок на мостот, на железниот мост. Така да во наредниот период планираме да завршиме овие денови, че почнеме да вршиме и санација и прочистување на реката Раец. Таму имаме некои поголеми количини на вода, каде што доведоа и до уштетување и на поголеми лозови насади. Инаку треба да напоменам дека во овој период, заради големите врнежи, Моклишкото езеро беше потполно заполнето со наносниот материјал, така да водостопанство Тиквеш, заедно во соработка со Комуналец и со фирмата Бошава, која ангажира фирмата Градба Промет, извршиме комплетно исчистување на езерото од вишокот на материјал и тој материјал па се постави на самиот пристапен пат до викенд насалбата, каде што и тој беше однесен од големите води. Инаку овие големи води донесоа и големи потешкоти и наноси во самите во нашата сама каналска мрежа. Значи, поголеми интервенции се одвиваат на делот во Росуман, каде Крушевичка река со големи води и големи наноси предизвика и комплетно неизино изливање и делот таа вода влези во нашите канали, па заради тоа сме принудени сега да вршиме чистење и прочистување на самото речно корито, прочистување и нашите канали. На сите повици од граѓаните на цела територија треба да кажам дека водостопанство Тиквеш покрива 5 општини: Градско, Росуман, Кавадарци, Неготино и Демјакапе. Значи, ние интервениравме и во делот на Градско, на Виничанска река и во самото село Веничани, во Росуман, како што кажав, на Крушевичка река, на Црна река, така да на целото наше подрачје, секое јавување од страна на местното население, од наша страна беше излезено во пресред. Напоредно со овие активности во водостопанство Тиквеш ке се интензивираат работите во реконструкција на 2 нови каналски мрежи, чистење на системот и сифоните во пепелиште, се подготвува техничка документација за браната Липа на територијата на општина Неготино, како и проект за обезбедување на технолошка вода за селото Виничани. Од престојните инвестиции Димов информира и за проектот за 2 нови мини хидроцентрали во Дембиркапија на реката Дошница и на реката Бошавица. Значи, моментално работиме на реконструкција на 2 канала. Се работи за каналот ГК1, кој се наоѓа во делот на од излезот на Сифон Тисовец до Возарци. Значи, таму се работи за отворена каналска мрежа, која во почетокот кога е изграден, до сега се извршени повеќе реконструкции, меѓутоа застарен е тој канал. Сега со овој проект, со оваа реконструкција вршиме комплетно негово затварање, ставање во цевковод. Така да немаме да имаме никакви преливање, нема да биде отворен каналот, како текот на државката, така и во дистрибуцијата на водата ќе бидеме поефективни. Истата таква каналска мрежа и со пуштање на 2 нови крака се работи и на каналот ГК3, тоа е во адарот на селото Сопот. Очекуваме за овие денови пред сезоната за наводнување да ги завршиме тие 2 канала.
Потоа со самите во текот на одржавката моментално вршиме чистење на каналската мрежа во село Пепелиште. Пред 2 години тој хидросистем Пепелиште ни беше преостапен нас од страна на Министерство за земјоделие. Лани извршивме некои корекции, имачу пред дека 20 години не беше чистен тој систем и е во незавидна улога, така да оваа година и таму обрнавме поголемо внимание. Така да почнавме со работа на тој дел, очекуваме дека оваа година ќе биде исчистено и ќе има исто така квалитетно наводнување. Да се работи и на сифоните на самиот систем, како и на чистењето на целата каналска мрежа на овој дел. У делот на овие денови ни пристигна известување од страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство да можеме да распишеме и тендер за изработка на техничка документација за браната Липа. Браната Липа се наоѓа на територијата на општина Неготино и како што знаете од вашите медиуми дека во последните 2 години при појавата на поголеми врнежи секогаш доаѓа до преливање на водата низ телото на браната и се јавуваат поголеми дефекти, така да ние како водостопанство треба да интервираме на тој дел, иако во нашата надлежност не е таа брана. Значи, браната не е предадена на одржување на водостопанство Тиквеш. Сега со одлука на владата ни се одобрени 3 милиона денари за да можеме да направиме тендерска документација комплетно за изработка на техничка документација на целата таа брана. Исто така имаме да обезбедено и 400.000 денари за изработка на техничка документација за технолошка вода за село Веничани. Тоа е општина Градско. Тоа е од тие дел оваа година што треба да правиме. Инаку морам да ве информирам дека ќе почнеме и со изработка на 2 нови мини централи на атарот на општина Демиркапија. Значи, договорите ги подпишавме со двете компании. Едната ќе биде на реката Дошница, другата е низводно на реката Бошавица. Така да едната централа на реката Дошница ќе биде со капацитет некаде околу 500 киловати, а другата на реката Бошавица ќе биде со капацитет околу 200 киловати. Во изработката на техничката документација готови не се проектите за канал 37 и за десниот магистрален канал Марна Тренник, така да оваа година ќе ги приложиме во самото Министерство за земјоделие, каде што во наредните 5 години треба да бидат поставени за нивна реализација. Во целост, разговорот со директорот на водостопанство Тиквеш Љубе Димов ќе имате можност да го проследите во рамките на емисијата со повод, која е на програмата на телевизија КТВ во петок 27 февруари од 21 часот. Започна помасовно ширење на грипот во Кавадарци. За една недела регистрирани 239 нови случаи. Продолжува трендот на ширење на грипот. Се чини годинава грипот започна подоцна со масовно ширење, но последните податоци од Центарот за јавно здравје Кавадарци покажуваат дека најмногу болни, 239 лица, има во 8-та недела од почетокот на сезоната или во минатата недела. Вкупно од почетокот на сезоната до минатата недела во Кавадарци има вкупно 526 заболени од грип. Се претпоставува дека бројот е уште поголем поради фактот дека многу граѓани не бараат помош од своите матични лекари и се лекуваат во домашни услови. Имаме најголем број заболени од почетокот на оваа сезона, но се уште не е ништо алармантно, бидејќи минатата година во овој период имавме 2735 болни од грип. Тоа значи дека споредено со годинава за истиот период лани сме имале 5 пати повеќе грипозни, рече денеска доктор Ристе Јовановски. Тој нагласи дека нестабилното време и честите промени на температурата одат во прилог на побрзо ширење на вирусот на грип и понатаму најмногу на удар се граѓаните на возраст од 15 до 64 години. После нив следуваат децата на возраст од 5 до 14 години, па децата од 0 до 4 години. Најмалку болни од грип има граѓани постари од 65 години, бидејќи како што објаснува доктор Јовановски, таа возрастна група и најмногу се вакцинира пред почетокот на сезоната на грип. Поради грип и други цревни вирози, голем дел деца отсуствуваат од градинка и ученици од настава.
Поради основи за сомнежи за сторено кривично дело фалсификување пари, СВР Велес во соработка со надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против 20 жители на село Горно Јаболчиште, општина Чашка. Секторот за внатрешни работи Велес во соработка со надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против лицата РЗ 1978 и ДЖЗ 1974, двајцата од село Горно Јаболчиште, општина Чашка, поради основи на сомнение дека сториле кривично дело фалсификување пари. Од потпаролот на СВР Велес Анита Стојковска дознаваме дека на ден 5.9.2014 година на бензинската пумпа Мак Петрол, лоцирана на улица Алексо Димниевски во Велес, пријавените платиле со фалсификувана банкнота од 1000 денари. По пријавата од вработената во бензинската пумпа од страна на полициски службеници превземени се итни оперативно технички мерки, при што лицата се пронајдени и приведени во просториите на полициска станица Велес. При прегледот кај лицата и во патничкиот автомобил пронајдени се уште 2 банкноти од 1000 денари, една банкнота од 500 денари и една банкнота од 100 денари, за кои по извршената експертиза на Народна банка на Република Македонија потврдено е дека се фалсификат. Инаку според член 268 од Кривичниот законник на Република Македонија, каде е предвидено кривичното дело фалсификување пари, тој што ќе направи лажни пари со намера да ги пушти во оптек како вистински, или тој што ќе прииначи вистински пари со намера да ги пушти во оптек, или тој што такви лажни пари ќе пушти во оптек, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Со казната од став 1 ќе се казни тој што прибавува лажни пари со намера да ги пушти во оптек како вистински. Ако поради делата од ставовите 1 и 2 дошло до растројство во стопанството на земјата, сторителот ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Тој што лажни пари примил како вистински ќе ги пушти во оптек, или тој што знаел дека се направени лажни пари или дека лажните пари се пуштани во оптек, па тоа нема да го пријави, ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Лажните пари ќе бидат одземени, стои во Кривичниот законник. Утре во општина Неготино ќе се одржи презентација на проектот Хидраулично регулирање на притисокот на водата за пиење. Утре со почеток од 12 часот во големата сала на општина Неготино ќе се одржи презентација на проектот Хидраулично регулирање на притисокот на водата за пиење, проект кој општина Неготино го имплементираше како прв град во Македонија и со кој се постигна очекуваните резултати за значително подобрување на водоснабдувањето и укинувањето на 12 часовните редукции на водата за пиење и континуирано 24 часовно водоснабдување. Според предвидената агенда за работа, најпрво пред присутните ќе се обрати градоначалник на општина Неготино Ванчо Апостолов. Презентацијата на проектот и за значењето и спроведувањето на проектот ќе говори сопственикот на фирмата ИМГД од Самобор, Хрватска, Горан Дунич, а за ефектите и придобивките од реализацијата на овој проект на територијата на Неготино презентација ќе има и директорката на јавното предпријатие Комуналец Наташа Лазова. По завршувањето на излагањата присутните ќе можат да поставуваат прашања, а на истите да одговорат надлежните до кои ќе бидат поставени. СВР Велес, полициска станица Кавадарци, автошколите и испитниот центар по повод денот на жената организираат надпревар во вешто возење за полигон за жени. Сите заинтересирани своето учество да го пријават најдосна до 4 март, апелираат организаторите. Одсекот за превенција при СВР Велес и полициска станица од општа надлежност Кавадарци во соработка со автошколите од Кавадарци и испитен центар Велес, а по повод Меѓународниот ден на жената 8 март организираат надпревар во вешто возење на полигон за жени возачи. Надпреварот ќе се одржи на ден 5 март оваа година со почеток од 11 часот на паркингот на спортската сала Јасмин. За највештите возачи се предвидени награди, изненадувања, а за сите останати учеснички пригодни подароци. Се повикуваат сите заинтересирани жени возачи од општините Кавадарци и Росуман да се пријават за учество во надпреварот. Информации и пријавување за надпреварот во автошколите од Кавадарци секој ден, а најдоцна до 4 март. СВР Велес, полициска станица Кавадарци и автошколите и испитниот центар покрај одличното дружење со оваа акција очекуваат да потврдат дека всушност и жените се одлични возачи.
Заврши конзервацијата и реставрацијата на мозаикот во старата епископска базилика во археолошкиот локалитет Стоби. Мозаикот што го красел подот во најстарата рано-христијанска црква во Македонија е повторно вратен на своето место. Заврши конзервацијата и реставрацијата на мозаикот во старата епископска базилика во археолошкиот локалитет Стоби. Во следниот период на ѕидовите ќе се постават и конзервираните фрески. Се планира да овој простор се направи една проектна задача и проект за покривна конструкција на самиот простор, така да разговаравме денеска и со стручните лица, и со директорот, и со директорката за изработка на едно проектно решение и отпочнување со изработка на проект, се со цел да се направи една нова покривна конструкција и потоа да се вратат конзервираните фрески на местата каде што си постоеле, и мислам дека овој простор навистина ќе има една специфична, ќе кажам, автентична убавина со самите фрески и ќе даде навистина една голема можност за што поголем број на посетители. Освен уметничките квалитети, мозаикот открива и значајни научни податоци, велат од Националната установа Стоби. Мозаикот нуди нови научни сознанија во однос на фазите на поставување. До сега се знае за двете фази, сега во старата епископска базилика се открива и трета фаза, која што се гледа и во мозаикот, но и во фреските, кој што планираме, се надевам, во скоро време да ги поставиме, со тоа што старата базилика ќе биде комплетно презентирана. Покрај во самиот мозаикот е генерално со геометриска и флорална декорација, која што е типична за тоа време, за 4. век. За прв пат во Македонија, но и регионот, мозаикот е заштитен од влијанието на атмосферската влага, поставен е на метална основа. Мозаиците во Стоби сите се уништуваат најмногу од влагата. Значи имаме атмосферска и капиларна влага, односно двострано уништување од страна на влагата, и едноставно нема решение доколку го вратите мозаикот на било каква подлога. Водата пробира и низ бетон, низ сите материјали. Значи единствена изолација е воздух, односно празен простор, кој што тука го изведовме со помош на челичната конструкција. Мозаикот во епископската базилика има површина од 150 метри квадратни. При конзервацијата е поделен на 72 дела, а целиот процес траел 20 години. Утре со почеток во 19 часот и 30 минути во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово ќе биде отворена изложба на слики на академскиот уметник Владимир Темков од Кавадарци. Изложбата во Куманово ќе биде отворена се до 12 март 2015 година. Локалната библиотека Страшо Пинџер од Неготино ги објави резултатите од надпреварот по креативно пишување на кој учество зема ученици од двете основни училишта од Неготино. Локалната библиотека Страшо Пинџер од Неготино ги објави резултатите од надпреварот за креативно пишување, кој се одржа во рамки на прославувањето на празникот на лозарите и винарите. На овој надпревар учество земаа 56 ученика од двете основни училишта во општина Неготино. По евалуацијата на текстовите, стручната комисија одлучи првото место да ја припадне на Тијана Атанасовска за есејот на тема Длабочината во мене. Второто место ја припадна на Тамара Николова за есејот со наслов Љубов, додека пак третото место му припадна на Стефан Ризов за есејот со наслов Свети Трифун, празник над празниците. Комисијата одлучи да ги пофали учениците кои исто така имаат добри текстови: Милка Атарасова, Ивана Манчевска и Ана Марија Ицковска. Инаку овој надпревар во креативно пишување се одржа во туристичко-информативниот центар Желкова куќа во Неготино, а беше наменет за ученици од 5 до 9 оделение. Пред почетокот на надпреварот на учениците им беа дадени 4 поими кои требаше да ги инспирираат да напишат есеи и барем поеднаш да ги споменат поимите во текстовите. Насловот или темата учениците имаа можност сами да ја изберат во рамки на зададените поими. Надпреварот, односно времетраењето за пишување на текстовите, траеше 1 час, а надпреварувачите беа поделени во 2 групи и дадоа се од себе да го истакнат својот талент. Времето утре сончево со умерена облачност во јужните делови, променливо облачно, доцна попладне и во вечерните часови со врнежи од дожд. Температурата ќе се движи до 13 степен. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за ова издание на вестите на телевизија КТВ. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.